Сакала да упатам еден апел до сите граѓани на општина Тетово дека ние се трудиме дека во текот на месец јули ќе продолжиме да работаме на подобрување на состојбата на спортскиот центар Тетово, меѓутоа и сакаме и од граѓаните да проба да кренат свеста за да ние не чистиме, они постојано не загадуваат. Значи ние направивме 5 последователни екоакции, на третата не идовме поддршка од јавното комунално претпријатие кое што активно не поддржа со многу работници за оживување на спортскиот центар. Во идниначе разговараме со нив да продолжат во држливоста и со цела оваа иницијатива сакаме да ги разбудиме локалните власти кои што треба да превземат грижата за спортскиот центар Тетово. With this project we started with 4 eco actions. Досега имавме 4 екоакции. Најпрвим почнавме со чистење на отпадоците од спортскиот центар и ни се приклучија волонтери од Тетово и околината. Ги цементиравме руинираните клупи, а организиравме и креативни игри за младите. Идејата ни беше да самите граѓани од нашата работа да се потигнат и тие сами да мислат на тој смер дека треба да се одржи животната средина. Градот на кој што ние живееме за жал е многу загаден. Меѓутоа најбитниот фактор кој што ја загадува животната средина е самиот човек. Иницијативата Рестарт е за спортскиот центар, меѓутоа идејата и самата порака е поголема од самиот спортски центар. A couple months ago, we formed this coalition of 17 NGOs and community activists. Пред неколку месеци ја формиравме оваа коалиција на 17 граѓански организации за заедничка цел граѓаните на Тетово да обрнат повеќе внимание на спортскиот центар. Тоа е единственото место каде што граѓаните можат да се активираат спортски и рекреативно. За утре во 15 часот најавуваме спортски турнир во одбојка, кошарка и фудбал, на кој ќе учествуваат млади лица од Тетово и регионот. Со тоа сакаме да ја прославиме успешната реализација на иницијативата.